На само неколку километри од Свети Николе, на половина пат кон општина Пробиштип, се наоѓа селото Мечкуевци. Веднаш до него е општинската депонија. Како и сите останати депонии во земјава, и оваа работи без никакви стандарди. Купиштата мешано ѓубре од секаков тип се оставени на отворено без никаква ограда или заштита. Ова е само една од 16 нестандардни и над 100 диви депонии кои постојат во источниот и североисточниот регион, расфрлани меѓу нивите, патиштата и шумите. Во моментот кога екипата на Мета МК ја посети општинската депонија во Свети Николе, имаше и луѓе кои со голи раце пребаруваа по ѓубрето и одвојуваа пластика, но и кучиња што тука го бараат дневниот оброк. Депонијата е многу блиску до патот, оставена без никаква контрола и е потенцијално жариште на зарази. Буквално секој може лесно да ја пристапи, да фрли каков било отпад или пак да ја запали и да си замине. Она што во моментот го имаме на терен, тоа не се депонии, тоа се едноставно ѓубришта или диви депонии каде што отпадот е изфрлен на некоја површина која што е воопшто несоодветна, која пропушта и за жал ги загадува и подземните води, и почвата, и воздухот, бидејќи постојано горат. Покрај мешаниот комунален отпад од домакинствата, на еден дел од депонијата се закопуваат и угинати домашни животни. Црниот чад од запаленото ѓубре и овој пат се гледаше оддалеку. Гореше делот кој се наоѓа покрај лозовите насади, кои внимателно се одгледуваат веднаш до депонијата. Локацијата пак, каде што треба да се гради регионалната депонија за источниот и североисточниот регион, се наоѓа малку подалеку, на 10 километри од Свети Николе, источно од селото Мечкуевци. Тука треба да биде првата депонија по европски стандарди во земјава. Од аспект на животна средина е исклучително значаен, но и од аспект на социјалниот и економскиот момент, бидејќи соодветно управување со комуналниот отпад значи отварање на нови работни места, отварање на нови работни позиции со цел поголем дел од отпадот да го рециклираме или од биоразградливиот отпад да добиваме енергија и секако тоа значи пониска цена која што граѓаните ќе ја плаќаат за услугата што ја добиваат. Зборуваме за услуга која ќе ја добиваат, да ќе биде прописна услуга, не услугата денес, што значи собирање од канти и контейнери и изфрлање на некоја локација. На оваа локација ќе треба да се депонира отпадот од 18 општини или околу 350.000 лица. Покрај централната постројка во Свети Николе, системот ќе има и 6 локални во Берово, Македонска Каменица, Виница, Штип, Ранковци и Куманово. На локалните постројки ќе има претоварни станици, како и мали постројки за компостирање, во кои одделно ќе се собира градинарскиот отпад. Ќе има и простор за градежен отпад и шут, кабаст отпад, како душеци, мебел, теписи и слично, метални предмети, а и посебен простор за комунален отпад, како бои, лекови, средства за чистење и електричен и електронски отпад. Металот, пластиката, хартијата, картонот и стаклото ќе се класифицираат и сортираат. Овдека ќе постојат цевководи во кои што ќе се собира тој исцедок, има и ободни канали и водата собрана оди во пречистителна станица за отпадни води. Значи една депонија задолжително има пречистителна станица за третман на исцедокот, има овие специјални канали за собирање на исцедокот внатре во телото на депонијата, дополнително се поставуваат цевки за собирање на метанот, бидејќи метанот се генерира таму каде што имаме големи количини комунален отпад. И покрај големото значење, изградбата на првата депонија по европски стандарди е закочена по многу основи. Самиот тендер не може да се распише и се одложува повеќе пати. Тоа воопшто не е оди во прилог на земјава. Средствата се веќе обезбедени од Европската Унија, во најголемиот дел како грант, но тие нема вечно да бидат на располагање. Ако не се користат, ќе треба да се вратат. Без соодветна инфраструктура за управување со отпад, како што е случајот во речиси целата држава, постои ризик од се поголемо загадување на животната средина. Тоа е резултат на нелегално фрлање на отпадот и неговото палење на отворен простор. И покрај се, во јавноста преовладува мислењето против реализацијата на проектот за регионална депонија, бидејќи процесот постојано го следат бројни дезинформации.
Лажните вести се споделуваат најчесто на социјалните мрежи од поединци или групи со различни интереси. Во ширењето активни се и политички партии, а отпор кон регионалната депонија покажува и самиот градоначалник на општината Свети Николе. Затоа Министерството за животна средина ги одзема и геренциите на локалната власт да одлучува за овој проект. Тоа сепак не ја забрза неговата изградба. Најчесто лажните тврдења за регионалната депонија се поврзани со третманот на медицинскиот и опасниот отпад, а Свети Николе се поистоветува и со Чернобил и се тврди дека тука ќе се трупа целиот отпад од Европа, што ќе ги натера луѓето да се иселат од своите домови. Мислам дека е потребно сериозно да се работи, да не се остави тоа така, бидејќи на граѓаните не им е јасно што ќе се случува во нивните глави. Они замислуваат само што е една депонија која што гори, која што мириса, која што загадува и која што сега треба да биде огромна, треба сите градови и села кои што се во целиот тој регион да им го носат тука ѓубрето. И така една замисла, јас не би сакал во мојата средина тоа да го видам. Така што е многу битно да им се објасни на граѓаните што значи ова, кои се разликите. Дивите депонии и ѓубриштата и понатаму ни ја загадуваат почвата, изворите на вода и квалитетот на воздухот. Тоа е сериозен ризик за здравјето на населението. Ова може да доведе до проблеми со јавното здравје, како што се ширење на заразни болести и респираторни заболувања. Во самите планови што се изработени за овие регионални депонии, представено е колкаво ќе биде влијанието врз животната средина од работењето на овој регионален систем за управување за отпад, а колкаво е сега. Бројките се несразмерни, тоа и во однос на, иако сакате во однос на стакленичките гасови кои предизвикуваат климатски промени, па се до негативното влијание на загадување на води, воздух и почва и така натаму, така што потребна е политичка воља, консензус и сите заедно да работиме ова што побрзо го решиме и да не ни пропаднат парите од Европската унија. За разлика од кај нас, во регионот и во Европа веќе успешно функционираат неколку вакви центри. Пример за тоа е регионалниот центар за управување со отпад во Љубљана. Тоа е најсовремениот и еден од најголемите објекти за третман на отпад во Европа. Таму се собира и преработува речиси половина од вкупниот отпад во Словенија. Регионалниот центар се состои од депонија, пречистителна станица за третман на исцедок и 3 капацитети за механичко-биолошки третман на отпад. Во него се рециклира 98% од отпадот што доаѓа. Љубљанскиот регионален центар користи најсовремени технологии за управување со отпад на европско ниво, обезбедува зелени работни места и на креативен начин ги демонстрира принципите на циркуларната економија.